Добар ден, започнуваме со урбаните вести. Поставен е филтер на печката за согорување на медицински отпад. Ова е денешната главна вест, а следуваат и останатите наслови. Дрисла нема да го загадува воздухот во Скопје. На инсенераторот е поставен нов филтер. Со модернизирање на училиштата ќе се мотивираат учениците во Газибаба. Женските доминираа на ролеријада 2018. Од идната сезона Дрисла нема да биде фактор за загадувањето на воздухот. Од денеска е ставен во функција новиот филтер на печката за согорување медицински отпад, кој ги абсорбира PM10 частичките и другите штетни частици што се ослободуваат при согорувањето. Во тек е набавка на нова печка која се очекува да биде донесена во јуни и да биде поставена пред наредната грејна сезона. Од денеска на депонијата Дрисла е пуштен во употреба новиот филтер на печката за согорување медицински отпад. Со поставувањето на новиот филтер кој ги абсорбира PM10 частичките, јаглерод моноксид и другите частички кои се ослободуваат при согорувањето, печката целосно ги исполнува сите стандарди, согласно Законот за квалитет на амбиенталниот воздух. Самиот филтер се состои од механички фаќач на PM частичките, ладилник, активен јаглен, порозна бронза и спрејер со водена магла. Дополнително, со цел креирање целосно еколошко решение, горивото на кое работи печката е заменето со газ. Печката во Дрисла која работеше без филтер беше надвор од функција неколку месеци и беше под ригорозна контрола од државниот инспекторат, а Дрисла беше казнета заради согорување медицински отпад во стариот инсенератор без филтри, кога загадувањето на воздухот го надминуваше прагот и нивото на PM10 частичките беше високо, а исто така Дрисла доби и забрана да согорува отпад кога PM частичките се над дозволеното ниво. Градоначалникот Шилегов денеска посочи дека пред пуштањето во употреба беа извршени тестирања на работата на филтерот, кои покажале одлични резултати. Наша обврска е да иницираме постапки кои што и не се ингеренции на градот, со цел да испровоцираме реакција на државните органи, а кои што се однесуваат на заштита на животната средина и подобрување на квалитетот на воздухот кој што го дишеме. Просечното количество на издувните гасови на јаглерод моноксид, на азотните оксиди, на сулфурните оксиди и на PM10 частичките не ги надминуваат граничните вредности од правилникот за гранични вредности на емисии при горење и согорување на отпад и условите и начинот на работа на инсталациите за горење и согорување на отпад. Почнува да работи филтерот и се надевам дека едно прашање еколошко е затворено. Пред се за населените места околу депонијата Дрисла, пред се мислам на Батинци и на Љубош, но и за градот Скопје, го градот Скопје е подалеку. Шилегов денеска посочи дека се работи на долгорочни решенија за решавање на проблемот со загадување на воздухот во Скопје. Еден филтер не го решава во целост проблемот со загадувањето, но со повеќе вакви чекори се стигнува и до трајно решение. За таа цел во тек е и набавка на нова печка за согорување медицински отпад. Новата печка треба да биде набавена до јуни, а се очекува да биде поставена до следната грејна сезона. На депонијата Дрисла, иако пред неколку години кога се склучи договорот со италијанската компанија ФЦЛ Амбиенте, се очекуваше дека целосно ќе биде модернизирана, не се направени било какви инвестиции, поради судските постапки кои се водат со италијанската компанија и германската компанија која што беше пријавена на тендерот, како и жалбата од град Скопје. Шилегов за судската постапка посочи дека за градот од интерес е што побрзо да се донесе конечна одлука, затоа што градот нема интерес ниту да се задржи сегашниот партнер, ниту пак има интерес да се стави нов партнер, а согласно договорот кој е важен или договорот кој ќе биде подпишан со евентуално новоизбраниот, може заеднички да се креира политиката за згрижување на комуналниот отпад. Значително се подобрени условите во училиштето 25 мај во општина Газибаба со реконструкцијата преку средствата од Министерството за образование и наука и Европскиот заеднички фонд за Западен Балкан. Дел од придобивките се помала потрошувачка за затоплување, хигиената е на повисоко ниво, како и помали трошоци за одржување, а наставниците имаат подобри услови за реализирање на наставно-образовниот процес. Модерни училишта за доволни ученици и родители, со помош на Банката за обнова и развој при Советот на Европа, како и со Европскиот заеднички фонд за Западен Балкан, обновени и реконструирани се основното училиште Наум Наумовски Борче и училиштето 25 мај во општина Газибаба.
Денеска представници од амбасадите и институциите што финансирале беа во посета на училиштата за да видат што е направено. Особено голема инвестиција има во 25 мај, каде што со помош на средствата направена е целосна дигитализација на училиштето, нова фасада, подот, прозорите. Директорот на училиштето рече дека она што недостасува се дигиталните помагала. Денес нашето училиште е поинаков поглед има, во кој воспитниот образовен процес се реализира со европски стандарди и од сега натаму нашето училиште е дигитално училиште, заблагодарувајќи ја општината, градоначалникот кој го поддржуваше проектот Дигитално училиште, знаето нема граници, од прво до 9 оделение сите кабинети се со смарт табли интерактивни. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски рече дека училиштето 25 мај ќе добие нова спортска сала, каде учениците ќе можат во модерни услови да спортуваат и да се изградат во здрави личности. А исто така градоначалникот најави проект за учебната 2019-2020 година за училиштето Крсте Петков Мисирков. Градоначалникот потенцираше дека со добрите услови во училиштата се мотивираат децата и професорите, а за најталентираните ученици најави дека општината ќе додели 20 стипендии за најуспешните ученици. Посебно сум горд затоа што основното училиште 25 мај е комплетно дигитализирано, смарт таблите поставени и ќе представува добар пример како општината заедно со родителите, советот на ученици и родители можат добро да влијаат во подобрувањето на условите, во дигитализирањето на ово училиште и во наредните 10 во општина Газибаба. Као општина Газибаба заедно со Министерството за образование ќе стори све што е во нивна надлежност да ги подобри максимално условите за учење, создавање на нови вредности и квалитет, воведување на најновите технолошки дигитални промени кои што не очекуваат заедно со нашите европски пријатели. Министерката за образование и наука Рената Десковска информираше дека инвестирањето во подобрување на условите во образованието, добрите училници, лаборатории, простор за рекреација и интеракција со другите ученици директно влијае на подобрувањето на постигнувањата на учениците. Тие треба да бидат простории во кои учениците ќе можат да се развиваат, во кои ќе сакаат да го минуваат своето време, простор во кој наставниците ќе се чувствуваат почитувани и пријатно на своето работно место. Добрите училници ќе бидат и мотивација за поголем ангажман и на наставниците и на учениците во зголемувањето на квалитетот на наставниот процес и подобрување на резултатите од учење кај учениците. Во училиштето 25 мај преку проектот за рехабилитација на средни и основни училишта инвестирани се околу 415.000 евра, од кои околу 300.000 евра се средства од Европскиот заеднички фонд за Западен Балкан. Со ова значително се подобрени условите во училиштето, троши помалку енергија за затоплување, хигиената е на повисоко ниво од претходно и објектот има помали трошоци за одржување, а наставниците имаат подобри услови за реализирање на наставно-образовниот процес. Амбасадорите кои беа присутни во училиштето рекоа дека ќе продолжат и понатаму да реализираат вакви проекти затоа што ќе се подобри образованието на учениците. Општина Аеродром ќе работи на подобрување на уличното осветлување. Имено ќе се заменат 265 стари метални столбови и околу 330 светилки во населба Лисиче. Општина Аеродром информира дека ќе започне со промена на старите метални столбови за јавно осветлување кои сега се наоѓаат во дворните места на куќите во населба Лисиче. Освен замената со нови, столбовите кои со години се наоѓаат во приватните дворови ќе бидат поставени на јавна површина, односно на тротоарите, додаваат од општината. Станува збор за 265 столбови и околу 330 нови светилки, за што ќе бидат наменети 5 милиони денари. Исто така, општина Аеродром во текот на оваа година планира и осветлување на трговскиот центар во населба Лисиче, додаваат од општината. Во општина Киселавода започна акција за косење на тревните површини. Екипите работат на неколку локации во населбите 11 октомври, Берарија, Црниче, Пржино и Драчево.
Акција за косење и расчистување на тревните површини денеска почна да се спроведува низ општина Киселавода. Преку секторот за местна самоуправа и социјална грижа, ангажирани се сезонски работници кои рачно и со тримери денеска работат на просторот покрај Тримпатиката и во други делови во населбата 11 октомври, како и во Бирарија, Црниче, Пржино и Драчево. Акцијата за косење на нараснатата тревна вегетација интензивно ќе продолжи во наредниот период. Ќе се изведува низ сите останати урбани и местни заедници ширум општината, секаде каде што ќе има потреба, информира општина Киселавода. Во насока на отстранување на опасноста од пожари, општина Киселавода апелира до собствениците на дворови, ниви и неизградено градежно земјиште во приватна собственост да ги искосат нараснатите тревни површини и израснатите грмушкасти растенија. Општина Илинден е прогласена за општина со поволно бизнис опкружување од Република Македонија во рамки на регионалната конференција за промоција на поволно бизнис опкружување во Југоисточна Европа. Овој сертификат представува потврда за инвеститорите и за стопанствениците дека општините нудат ефикасна и ефективна услуга, односно целосна, навременна, комплетна информација и поддршка за разработување на нивните потреби, за вложување, како и поддршка при натамошно развивање на нивниот бизнис. Општина Илинден е прогласена за општина со најповолно бизнис опкружување од Република Македонија во рамки на регионалната иницијатива за промоција на поволно бизнис опкружување, партнерство за конкурентен регион. Доделувањето на сертификатите за поволно бизнис опкружување се одржа во Белград. Сертификатите се доделуваат на општини од Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора и од Босна и Херцеговина, а досега ваков сертификат има добиено и град Скопје и општините Струмица, Газибаба, Богданци, Штип и Велес. Програмата почна во 2012 година преку мрежа на партнерски институции од регионот со цел да се воспостави заеднички стандарди и да се стави печат за квалитет на бизнис средината во општините и големите градови во Југоисточна Европа. Повеќе од 750 ученици од основните училишта денеска беа дел од традиционалната ролерска трка која секоја година ја организира Детскиот културен центар Карпош во соработка со град Скопје. За поголема успешност и професионалност на трката се вклучи и факултетот за физичка култура. Ученици од 30 и повеќе основни училишта од Скопје и околината денеска учествуваа на 7-та ролер трка, која годинава се одржа под мотото "Возиме кон иднината". Трката стартуваше напладне на булеварот Илинден, од пред фонтаната Лотосов цвет, се до крстосницата на булеварот Илинден со улицата Никола Тесла кај јавното предпријатие Паркови и зеленило. Организатори на трката се град Скопје и Детскиот културен центар Карпош, чија цел, како што истакна директорката на ДКЦ Карпош, Ружа Ѓурѓеска, е да ги анимираат најмладите, да ги засакаат ролерите и да се дружат. Детскиот културен центар Карпош и оваа година по 7 пат ја организира ролер трката под мотото "Возиме кон иднината". Оваа година ни се пријавени 27 училишта што припаѓаат на градот Скопје и околината, што е една доволна голема бројка за една ваква од година на година се помасовна манифестација која што успева да ги собере поточно основците од голем број на училишта. Трката ни е организирана во два дела, машка и женска трка. Од година на година гледаме да ја усовршиме и се подобро да биде организацијата, заради тоа што и масовноста и заинтересираноста на децата е се поголема. Всушност ова е на некој начин едно спортско дружење на децава со оглед дека е стазата која што треба да ја поминат е прилагодена токму на нивната возраст. По завршувањето на трката беа доделени по 3 награди за најуспешните учесници во женската и во машката трка. Имаме доделување на награди, значи за првото место имаме ролерки и комплет опрема, за второто место само ролерки и третата награда е само опрема. Потоа имаме исто и така и пехари и медали за прво освоените места и за менторите кои што ги носат учениците по пат на излекување имаме доделување на велосипед. 980 мали бизниси ќе бидат отворени со помош на програмата за вработување 2018, за која што денеска беше потпишан договор помеѓу Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување и UNDP.
Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување и UNDP денеска подпишаа договор за годишната програма за вработување 2018, проектирана на 8,3 милиони долари. Програмата е дел од оперативниот план за вработување, а во фокусот се младите и ранливите категории лица. Со годишната програма е предвидено отварање на 980 мали бизниси, од кои 50 на лица со попреченост, како и ангажирање лица во 45 до 50 општини, кои ќе им помагаат на деца од предучилишна возраст, лица со попреченост и постари лица. Оперативниот план е донесен во март годинава, пошто беше и јавно објавен. Интересот за мерките е голем, особено за субвенциите за вработување проектирани на 19.000 динари по лице, кои се исплаќаат однапред. Секретаријатот за европски прашања во месец мај, месецот на Европа, од 2 до 4 мај организира едукативен проект Отворени денови на Секретаријат за европски прашања за ученици од 5-то оделение. Целта на посетата е децата да се запознаат со суштината и темелните вредности на Европската унија. Секретаријатот за европски прашања објави отворен повик до сите основни училишта на територијата на Република Македонија за учество во проектот Отворени денови на Секретаријат за европски прашања за ученици од 5-то оделение. Во годината кога првпат во вашето образование наставната програма предвидува едукација за Европска унија, Секретаријатот за европски прашања како институција задолжена за координација на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ во месец мај, месецот на Европа, од 2 до 4 мај, организира едукативен проект Отворени денови на СЕП за ученици од 5-то оделение, со кој ќе се обидеме одблиску да ве запознаеме со суштината и темелните вредности на Европската унија, се наведува во отворениот повик. Училиштата интересот за посета на Секретаријатот за европски прашања и учество во проектот Отворени денови за ученици од 5-то оделение треба да го пријават на имејл адресата danielageorgievska@sep.gov.mk. Времето во Македонија денеска беше сончево со повремена облачност и температура до 29 степени. Утре не очекува врнежливо време со повремени грмотивици и температура до 28 степени. Во петок времето ќе биде сончево со температура од 13 до 28 степени. Во сабота температурата ќе се движи од 12 до 28 степени, како и во недела. Временската прогноза беше и последната информација која што ја подготвивме за ова издание Нормалните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.